Апостолски дела 24 глава. По 5 дена слезе првосвештеникот Ананија со старешините и со некој си говорник Тертил, па излегува пред наместникот обвинувајќи го Павле. А кога го повикаа Павле, Тертил почна да го винува велејќи: секогаш и на секаде со голема благодарност признаваме дека преку тебе, многу почитуван Феликсе, кај нас има полн мир, а преку грижите твои на овој народ му се дели вистинска правда. Но, за да не ти одземеме многу време, те молам да не изслушуваш накратко со твојата кротост. Утврдивме дека овој човек е чума и дека крева бунтови против сите јудејци по вселената и дека е предводник на незарејската ерес. Тој се обиде дури храмот да го оскверни. Затоа ние го фативме и сакаме да му судиме според нашиот закон. Но заповедникот Лиси дојде и со голема сила го истргна од рацете наши и го испрати кај тебе, откако заповеда и ние, неговите обвинители, да дојдеме кај тебе. Ти ќе можеш сам да го испиташ и од него да дознаеш зашто го винуваме ние. И јудејците потврдуваа дека е така. Наместникот му даде знак на Павле да зборува, а тој одговори: бидејќи знам дека од пред многу години си му судија на овој народ, со послободно срце ќе зборувам во моја одбрана. Ти можеш да дознаеш дека нема повеќе од 12 дена откако се искачи во Ерусалим на поклонение. Но не ме најдоа ниту во храмот некому да зборувам или бунт да крева меѓу народот, ни по синагогите, ниту пак во градот. Ниту пак тие можат да го докажат она што сега ти зборуваат за мене. Но ти признавам дека според учењето, кое тие го нарекуваат ерес, му служам на Бога на нашите татковци, дека верувам во се што е напишано во законот и во пророците, дека се надевам на Бога, дека ќе има воскресение на мртвите, на праведните и на неправедните, кои тие сами го очекуваат. А затоа и сам се трудам секогаш да имам чиста совест пред Бога и пред луѓето. По многу години дојдов да му донесам на мојот народ милостина и приноси. Тогаш, кога се бев очистил, ме најдоа во храмот ни со народ, ниту со немир. Некои азиски јудејци кои требаше да се представат пред тебе и да ме обвинат ако имаат нешто против мене. Или пак тие сами да кажат дека во мене нашле некаква неправда, кога се бев јавил пред Синедрионот. Освен само овие зборови, кои застанат пред нив, гласно ги изговорив: заради воскресението на мртвите ме судите вие денес. Кога го слушна тоа Феликс, тој го одложи делото, бидејќи добро знаеше за тоа учење и рече: ќе го разгледам делото кога ќе дојде заповедникот Лиси. И му заповеда на стотникот да го пази Павле, но да му дава известна слобода и да не запира никого од неговите блиски да му служат или да доаѓаат кај него. По неколку дена дојде Феликс со жената своја Друзила, која беше јудејка, па го повика Павле и слушаше од него за верата во Христос Исус. А кога Павле зборуваше за правда, за воздржување и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори: сега оди си, а кога ќе најдам време, ќе те повикам. При ова се надеваше дека Павле ќе му даде пари за да го пушти, затоа често го повикуваше и разговараше со него. Но кога изминаа 2 години, Феликса го замени Порци Фест. И бидејќи сакаше да им угоди на јудејците, Феликс го остави Павле во окови.